Ова е Дупка, а ова е новата дива населба, која доколку навреме не се реагира, многу лесно ќе заличат една на друга. Граѓаните од околните стамбени згради на улица Маре Угринова тврдат дека секојдневно се соочуваат со сивни кражби. Не сакаат да зборуваат пред камера, бидејќи како што велат, овие ново диво доселени станари знаат да бидат насилни и непредвидливи. Снимај го него натаму, мене не отике ти ја скршам камерата. Дел од новите жители, расположени за разговор, Ајдин Фејзуи признава дека мора да краде за да преживе. Колку време овде живеете? Па еве скоро 3 недели. Поради кои причини сте тука? Поради причини зашто ни падна ако иде доле у Белес, мислам од равнина сме ние. Ни падна ако иде државата да ни даде ништо. По 200 евра пари ни даде, јас од 4 дечиња кај да шетам, кај да одам. Мора да крадам, да лажам, да тепам, да унадувам све. Во ова состојба сум дошол овде. Што да правам? Со сопруга живите или? Со сопруга, со деца сме заедно тука и балдската исто. Со дечиња сме од Белес сме. Овие дечиња се без мајка, без татко, 2 дечиња ги чуваме ние. Татко им умре, мајка им умре, млади. И тука да се питаме, државата ништо не помага. Мора да ги ставам децава да питат, да просат, да крадиме, све можеме да правиме. Како добивте идеја да дојдете во Гостивар од Велес? Мака да секаде те тера. Од Центарот за социјални работи велат дека се во фаза на идентификација на доселените лица. Центарот за социјални работи е запознат со овој проблем и ние сме во фаза на идентификација на проблемот и на релевантни податоци во врска со овој феномен, да кажем, бидејќи се работи за еден сложен и динамичен феномен. Тие луѓе се во покрет и се појавуваат во овој облик во кој се појавуваат. Центарот како местно надлежен центар често има и законски проблеми со лицата кои не се граѓани од Гостивар, а во ова ситуација имаме и лица кои не се граѓани на Гостивар, при што ние имаме тешкоти да делуваме или да помогнеме на овие лица. Исто така овој феномен е посложен и од самата моќ на делување на центарот ги превазилази рамките на тоа, при што би требало и другите служби да се вклучат во решавање на овој проблем. Значи, овој проблем е на сите нас, на целиот град. Ние сме исто така информирани дека има и лица кои се наркозависници и дека има лица од други места кои живеат во тој дел. И на овој проблем ние ќе работиме и понатаму и ќе се координираме, би требало да се координираме со други служби, за да целиот проблем биде опфатен и решен на еден адекватен начин. Од секторот за внатрешни работи информираат дека полициската станица Гостивар на почетокот на годинава спроведе активности за откривање на поединци кои непријавено престојуваат на подрачјето, а се жители на други места од државава или суседството. Изготвени се десетина пријави за непријавен престој. За присуство на граѓани од други градови од земјава, СВР Тетово веќе ги известила постоечките социјални установи на подрачјето, бидејќи голем број од тие граѓани се така наречени висок социјален ризик и затоа е неопходен координиран пристап и третман.